Нејзиниот пат, живот и вистина е самата нејзина глава, Богочовекот Христос. Тој рекол, ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. А низ историјата црквата пресретнала и наживеела многу идеологии и многу лажни вистини кои му ветувале ослободување на човекот. Честопати црквата својата вистина ја сведочела со маченичка крв наспроти времениот карактер на вистините од овој свет. Денес светот го окупира и покорува една нова идеолошка пропаганда, на која еве и овде во нашево општество и го гледаме вистинското лице. Ни се подметнува поимот род, поим кој е свесно избран поради тоа што во нашиот јазик и сваќање има најчесто убав контекст, но во намерите на родовите теоретичари и идеолози тој не носи ништо добро. Вистината, возлюбени во Господа, секогаш ослободува. Таа никогаш не покорува и не заплашува. Вистината нема потреба да граби за морална супериорност, притоа искористувајќи ги жените и децата за да биде прифатена, како што тоа го прават некои современи конвенции, налик на Истанбулската, кои под плаштот на заштита на жената сакаат да ни подметнат нешта кои ќе ја загрозат и повредат токму жената, која е столб на семејството, а со тоа и столб на општеството. Затоа и денес сме собрани тука, јасно и гласно да ја кажеме вистината наспроти професионалните експерти за менување тези кои се занимаваат со се останато, а најмногу со тоа што мисли црквата за жената, само не со заштита на женските права. Со векови, во својот поглед кон жената, црквата стои со свештен трепет. Жената во учењето и животот на црквата не само што не е немоćна, туку напротив, токму таа во своите кревки мајчински раце го држи оној што ја одржува во постоење сета вселена, семоćниот Бог. Пред таа сила треперат и ангелите и луѓето. Токму таа на своите гради го храни како мало дете оној што дава храна на секое тело. Токму жената и особено жената мајка ја дава надежта на светот, љубовта. А љубовта секогаш е несебична, жртвено себе принесувачка и токму поради тоа во нашата представа жената е икона на љубовта и затоа да не дозволиме мајчинството да биде осквернето со ничии новоисковани поими. Велат дека ќе ја ослободат жената од стегите на црквата и од прангите на патриархатот, а во реалност ја сведуваат на подкатегорија, изедначувајќи ја со мажи кои никогаш нема да бидат жени во вистинска смисла на зборот, и токму на тој начин му даваат легитимитет на насилството врз жената. Жените во Македонија, верувам, не сакаат таква лажна еднаквост и такви лажни права,
и не сакаат да бидат ослободувани од црквата, бидејќи токму во црквата ја живеат својата вистинска слобода. Црквата е преполна со смели, самостојни, успешни и реализирани жени, кои во црквата доаѓаат радосно и слободно и во ова време се повеќе гледаат во мајката црква сигурно за солниште од овој заразен бунт против поредокот востановен од Создателот. Впрочем, еве голем дел од вас, жените, и вечерва сте тука, дојдени од сите крајви на Македонија, за да посведочите дека не го сакате робството што некој го нарекува слобода, ниту за себе, ниту за своите деца. Па токму во вас, возлюбени баби, мајки, сопруги, сестри и ќерки, ја чуваме надежта за подобро утре, поради тоа што секогаш, кога било најтешко, а тоа е тогаш кога треба да се стои стамено под крстот, жените стоеле и действува и достојувале и во Евангелието Христово, и во историјата на нашиот македонски народ, и кај сите боголюбиви народи. Затоа и веста за радоста на воскресението е дар за сиот човечки род, најпрво пренесен токму преку жените. Оттаму во свеста на црквата, жената е Богородица и апостол на воскресението и на вистината за Христа. Возлюбен верен народе, самиот Господ Христос порачува: оставете ги децата и не бранете им да доаѓаат при мене, зашто на такви е Царството Небесно. Но ова идеологија несомнено една од најтоталитарните што ги видело човештвото досега. И речиси како ниедна друга во историјата се има насочено директно против оваа Христова заповед и против децата. Па ако децата се иднина на светот, тогаш кој друг сака човекот да нема иднина, ако не оној за кого знаеме дека е непријател од почетокот? Но сведоци сме веќе неколку години за реформите што се направија или се прават во образовниот систем и кои галопирајќи трасираат пат за така наречено родово сензитивно образование, кое треба да кулминира со сеопфатно сексуално образование. Во нашите училишта, без согласност на родителите, се делат наставни листови кои промовираат хомосексуалност и истополови бракови. Апелираме да престане унакажувањето на образовниот систем со родова идеологија и со сексуализација на нашите најмлади, да престане крајно неприфатливото лишување на родителите од нивните родителски права и на децата од нивното детство. И конечно, до кога нашите деца ќе учат од учебници чии што содржини се диктираат од туѓи држави и од туѓи центри?
А што да се каже за третманот на веронауката во нашето образование? 20 на години се подценети и предметот, и предавачите, и црквата со верските заедници, и сите ние. Само во Македонија, за разлика од повеќето земји во Европа кон која стремиме, како и од сите поранешни јурепублики, само од македонското образование со мали исклучоци е избркан Господ. Ете, таков ни е односот кон верата и кон Бога. Но најголемиот дар Божји даде на човекот токму е слободата. Во неа слободно и непринудно избравме да го љубиме Бога и човекот, не исклучувајќи ги и непријателите, кои што впрочем ни се непријатели, затоа што тие нас не сметаат за своји непријатели, а не затоа што ние ги сметаме нив за наши непријатели. Ние сега сме доведени во состојба да се бориме за правото на мислење, правото на говор и правото слободно да ја браниме својата вера. Знаеме многу добро чии слуги сме и кој е нашиот Господ. Робови на луѓе не можеме и нема да станеме, особено не тогаш кога се подготвува пат за нови вери и нови богови, кои во одредени своји постапки, како што гледаме на многу места од светот, се однесуваат тоталитаристички. Верата ќе обстои до крајот на вековите и силните на денот нема да ја надвладеат. Но ние мораме да останеме верни на учењето што ни го пренесоа нашите предци. Затоа, возлюбени присутни, чеда на Македонската православна црква, на католичката црква, на протестантските цркви и на еврејската заедница, ве замолувам вас и сите луѓе со добра волја, непоколебливо да обстојуваме во нашата праведна борба за одбрана на семејството и за запазување на ликот Божји во човекот. Да обстоиме за да постоиме. По молитвите на Мајката Божја, Пресвета Богородица, на светиот Климент Охридски и на сите свети, така нека биде. Амин.